Внимателно и полека по коловозите и секако секаде со зимска опрема. Ова го препорачаа представниците на Автомото Сојузот на Македонија и Македонија Пат. Предходните неколку дена возачите беа советувани да внимаваат поради заладените улици и да возат со минимална брзина. Сообраќајот на сите државни патишта се одвива тековно по влажни колози, наместа со остатоци од каша снег на коловозот по интервенцијата на нашите дежурни екипи. Значи, на одредени патни правци, кај што имаше забрани, значи од 10 часот забраната за тешки товарни возила е укината крак Мавро-Одева. Исто така, од 11 часот и Гостивар Кичево преку превоз стража. Значи, сите патни правци се проводни за секако вид на сообраќај. Но најдобро би било учесниците во сообраќај да се понашаат во зимски услови. Околу сообраќајот само утринава поради компјутерска компликација. Настанал застојка и ДВ Баир, граничниот премен кон Бугарија, но набрзо бил отстранет. Патиштата се чистат, значи не се комплетно суви и чисти и сообраќајот секако се одвива во зимски услови и препораката што ние ја даваме во секој случај е да се почитува законската обврска за задолжително поседување на зимска опрема во возилото, особено да се вози со зимски гуми. Од МВР не пријавија некои посериозни несреќи во текот на вечерта и јавија дека настанале само неколку сообраќајки, од кое само едно лице со потешки телесни повреди и мала материјална штета. Текот на изминатото деноноќе и денеска до овој момент нема сообраќајни незгоди со жртви. Имаме 2 незгоди со тешки телесни повреди и тоа е една скиноќа во 20 часот на локалниот пат Кадина Миладиновци, каде БМВ управувано од ЦН 45 години од Скопје излетало надвор од коловозот и се превртало. Кај возачот се констатирани тешки телесни повреди. Исто така ноќаска околу 1 часот и 30 минути во Куманово се случува сообраќајна незгода помеѓу Форд Ескорт управуван од БД 26 години и Ауди управувано од ИЈ 33 години. Кај БД се констатирани тешки телесни повреди. Од синоќа па до утрината на коловозите во источна и југоисточна Македонија се фрлени 300 кила на метар кубен ризла и 100 тони сол.